Почитувани, добра вечер, јас сум Сеад Резвановиќ, вие следите уште една анализа на телевизија 24. Зборовите НАТО и ЕУ се зборови кои во последно време често се случаат во македонската јавност, како од домашните политичари, така и од меѓународната заедница. Очигледно е дека работите на ова поле добиваат нова динамика со стапувањето на должност на новата влада. Но колку таа динамика оди во вистинска и посакувана насока и колку од она што македонските граѓани го посакуваат повеќе од 25 години, а тоа е членство во Европската Унија и НАТО, е реална опција сега, кога сите велат дека за тоа постои поволна политичка клима. За ова вечерва ќе разговараме со нашите гости, тоа се двајца поранешни амбасадори, господата Мухамед Халили и Ѓорѓи Филипов. Господа, добра вечер. Добра вечер. Како што кажав и од последната посета на Брисел во НАТО, алијансата на вице-премиерката и министерка Радмила Шекеринска и министр Димитров, од заменик генералниот секретар на НАТО порача дека вратите на НАТО се отворени, а македонските министри за тоа кажаа дека работат на реформите и на исполнување на критериумите. Кажете ми, ви се чини ли дека оваа приказна, особено приказната за НАТО, се пречесто ја слушаме и мислите ли дека навистина работите одат во таа насока? Мене да. Господин Филип. Добро вечер, уште еднаш. Па, очигледно е дека ова македонска нова влада е 3-4 месеци и не е толку веќе нова, решила да преземе по стриктни и поинтензивни и по-зачестени акции во насока на влегување на Република Македонија во членството во НАТО и во почнување преговори со Европската Унија. Активностите се очигледни, тие ги има на терен, тие ги има и во воздухот се чувствуваат. Меѓутоа знаеме дека влегувањето во НАТО, зачленувањето не зависи само од нас и од нашата активност, туку зависи и од тоа како ќе се договориме, како ќе го решиме оној проблем, наметнат проблем од нашиот јужен сосед околу разликите со името. Значи, ние сега докажуваме дека ние сме навистина расположени, спремни сме за соработка, спремни сме да изградиме мерки на доверба меѓу двете соседни земји, да разговараме како пријатели. Гледам дека и министерот за надворешни работи често го употребува тој збор на Грција, Козијас, дека ние сме пријателски земји, соседни земји, луѓето се дружат меѓу себе, зошто и државите да не отпочнат со по-интензивна соработка. Меѓутоа, никако да се дојде до оној суштински израз, да се одговори што понатаму, вистински каков чекор натаму ќе се преземе. Добро е што се приближуваме на еден, јас би го нарекол, тој итеративен процес. Полека се приближуваме до некое решение. Еве, НАТО, одамна не сме биле на таков состанок, 29 земји плюс една земја, каде што Македонија учествуваше во работа, да се разбира некако член, како гостин наблюдувач, каде што и на состанокот со заменикот генерален секретар, господјата Раус Гојтенмиле, прифативме и некои обврски да го зголемиме буџетот за одбрана НАТО. Тоа го инсистира од сите земји членки, па и од овие што се работуваат, прифативме да ги покачиме процентот на наше учество во наши војници во мисијата во Авганистан, што е еден знак дека се смета на нас како речиси како равноправна членка. Меѓутоа сето тоа е во една во база, во припремата на нашето зачленување во НАТО. Вистинскиот одговор е и кај заменикот министер, и гледаме и министерот за надворешни работи на Грција, тоа го спомена, дека треба конечно да се седне и да се разговара за главниот проблем, тоа се разликите околу името. Да, околу тие разлики ќе зборуваме во текот на емисијата, ќе влеземе во некои специфики, во детали. Господине Халили, исто така вие сте долгогодишен посматрач и активен учесник во македонската политика. Ми се чини дека јавноста имала неколку вакви моменти кога евроатлантските интеграции се спомнувале почесто, кога биле почесто во јавноста и кога очекувањата биле поголеми, како што се сега. Гледате ли вие во овој момент сега некаква разлика од минатото? Па веќе од 27 години независност, ние 25 години сме ги потрошиле во овие евроатлантски интеграции. И
Иако прв пат сме донеле декларација за пристап кон ЕУ 93 година и за НАТО 94 година, ние 92 година сме излегле со декларација пред пратениците, односно доста Димовска беше таа, и тоа беше еден вовет во нашите аспирации и во време кога се уште не знаевме дали ќе бидеме независна држава. Значи овие два збора перманентно се вртат во нашиот политички живот, а најповеќе се разбира се вртат кога ние создаваме поволна клима и поволни позиции дефинитивно овој проблем да го решиме. Но проблемот е подлабок него што помладите генерации мислат дека е тоа. Проблемот е во обидите за независност на Република Македонија, кога на ова аспирација Грција и Србија жестоко се спротивставија, бидејќи сакале да ја чуваат Југославија како целина, односно мини Југославија. И тогаш излезе опцијата на Мицотакис и Милошевиќ да Грција се граничи со Југославија за да се чува оската север-југ. Значи Грција да има пристап кон Русија преку Србија и тогашната Југославија. Откако Бадетер излезе со својата платформа за независност на Република Македонија, дека Македонија ги исполнува условите за независност и препорача референдум, тогаш работите се вртија за 180 степени и веќе Грција и Србија ја признава реалноста дека Македонија е независна држава. Што е причината што тоа до денеска не е решено и тешко се решава? Ние сега повеќе сме ангажирани за НАТО и ЕУ, затоа што поради познатите причини последните 3 години имавме потполен застој. Значи, вие всушност ја детектирате генезата на таа блокада која трае уште веќе 2,5 децении. Да, тоа е, инаку ако мислиме не е дека тоа е еден измислен проблем, мал проблем, кој лесно се решава, ќе се решаваше до сега. Не требаше да помина 26 години, 27, меѓутоа кога се занимавме со НАТО, 25 години се тие, ЕУ и НАТО. Ние перманентно сме усвоили национални стратегии, национална програма и за ЕУ и за НАТО, но главниот проблем е начинот на одлучување во овие две регионални организации, и во НАТО и во ЕУ. Без потполен консензус меѓу земјите членки на НАТО и ЕУ, ниједна земја не успела ден-денеска да биде членка на овие две организации, ниту пак ќе успее. Да. Кога сме кај оној најтежок проблем, тоа е проблемот за името, кој што сите се согласуваат дека, како што вели господин Халид, да бил лесен, ќе бил решен. До сега во Њујорк од Обединетите нации имаше таму средба меѓу министрите за надворешни и премиерот Заев се сретна со грчкиот министар Кодзијас. Премиер Заев на новинарско прашање вели дека тој не преговарал не разговарал и никогаш не би преговарал за идентитетот во однос на спорот со името, но господинот Кодзијас во неговиот брифинг со новинарите кажа следно. Тој вели дека се зборува за името на државата, но исто така и за јазикот, државјанството и за називот на нацијата. Тука се разбира дека ова се веќе идентитетски прашања. Верувате ли вие дека можно е да се реши спорот со Грција без да се навлезе и во овие сегменти? Јас верувам, не верувам дека баш така рекол, дека токму така рекол Кодзијас, бидејќи никаде не прочитав негова изјава, ниту ја слушнав. Туку слушнав само пренесување кој што телкуваа што рекол. Да. Она што го прочитав што рекол, нема такво нешто. Има само дека е формирана заедничка комисија и драго ми е што конечно почнало да се разговара и за тоа, значи да се тоа е дел од тие мерки на градење на доверба. Значи, во ова вест јас не верувам до крај, жалосно е, денеска и вие сте новинари, ние сме аналитичари, следиме ситуација, меѓутоа не можеме да бидеме
Да, формата да значи објасниме многу е важно како ќе се пласира таа форма кој што рекол и излегува дека секој си пласира одредена форма како му одговара на домашното гледиште, на домашната публика како ја одговара. Да, само сакав да објасниме за гледачите, значи ако бил новинарски брифинг, тоа значи дека тоа не било снимано, туку бил разговор и како што вие велите, зависи од интерпретација или од начинот на кој апсолутно. Зашто јас никаде не најдов, јас спремајќи се од како ме поканивте, не најдов цврсти докази дека навистина така било речено, бидејќи не ми е прв пат да не најдам за нешто, па се интерпретира секому како одговара, сметам дека и ова не е баш чисто така, значи тоа не е ни докрај дипломатски решено. Не верувам дека во овој момент кога се градат такви мерки на доверба, една од страните ќе изјави нешто такво категорично, такво остро нешто. Не е во сенсот на дипломатијата тоа. Козијас, ова што го прочитав вистина што рекол, тоа е за формирањето на заедничката комисија, во која што некои од новинарите пак го толкуваат за домаш, нивните новинари зборувам, Катемирин или Танеа или кој пренесува, дека е тоа заради конечно со таа формирање на таа комисија ќе се решил Македонија треба да се откаже од идентитетската тенденција која што постои во земјата, што исто така не верувам дека тоа е така кажано, бидејќи ако е таа заедничка комисија треба да излезе со заеднички ставови. Комисиите ние одамна бараме да се формираат такви комисии, многу е добро ако се сложиле. Иако не ми се верува дека за 4 месеци тие ќе ги решат тие прашања, ќе заклучат од историски, културни, научни погледи, национални, ако го рачитат тоа, мислам секоја чест. Меѓутоа не верувам дека тоа толку брзо ќе оди, зашто повеќе компонентен е проблемот. Меѓутоа, тоа е една од работите кои што се многу позитивни, почнување на градење мерка на доверба. И верувам дека во таа заедничка комисија и ние прв пат нашите експерти со грчки експерти ќе можат нешто да кажат, да се договорат нешто и тоа да седне на некаква хартија која што ќе се обзнани. Без разлика, имаме ние и лошо искуство со тоа, какви хартии не сме напишале, па една од страните ќе рече дека не ги признава во одреден момент. Меѓутоа, заради меѓународната јавност и заради специфичноста на моментот е многу важно тоа. И сметам дека тука нема ништо да изгубиме ние, бидејќи не се работи за никаков идентизам од наша страна. Тоа што по одредени мрежи ќе се појават вакви карти, онакви карти, тоа го има, ама таман секоја нација. Добро, сакам да ја прашам токму тоа. Сум бил на неколку пресконференции кај што имало грчки новинари и речиси без исклучок секогаш го поставуваат тоа прашање за идентизмот. Што мислат, всушност во грчката јавност, што се подразбира тој македонски идентизам? Што не мислат дека тука се прави? А тоа, што е идентизам? Припојување на одредена територија кон друга територија. Некој мисли, ние како речеме, да речеме, наши албанци или, не знам, некој може би се чувствува и грк, или некој се чувствува бугарин, сака да речи дека добро би било тој дел од Македонија, во кој што населението се чувствува бугарско, да се припои кон Бугарија, да речеме. И тоа, такво нешто нема сега. Такво нешто не постои, нити постои таков хегемонски, да го не речем, број на жители кои што живеат на одредени територии, кои што би можеле тоа да го направат. Тоа е незамисливо во денешен услов. Бидејќи во Македонија реално тоа никој не го бара, и оние но тоа се измислени работи кои што одговара за тоа што не ја следи. Значи полесно се пласира такво нешто како што изгледа страшно пред своите граѓани, за да се покаже дека во право се политичарите што водат таква политика, таква строга, сурова политика кон нивниот северен сосед. Тоа нема никакви основи, нити имаме ние некаква сила, ниту физичка, ниту финансиска, ниту културна, ниту научна, да спроведеме таков процес идентистички. Они мислат дека по автоматизам, ако се вика оваа територија, Македонија, дека не, па имаме безброј. Тоа не го дискутирале многу пати, и тие го знаат, безброј примери има и во околината, и во Европа, и во цел свет, кај што има територии што се нарекуваат со две имиња, па никому ништо. И држави има дури со една територија, никој ниту се збунил, ниту нешто настанало, ниту некој покренал идентистички прашања за тоа. Значи, она што го објаснуваше господин Халили, тоа е основата. Меѓутоа и таа основа полека се распрснува, зашто гледаме дека Европа веќе има други гајлиња, други проблеми и доста име веќе се бават со овој наш проблем. Значи, треба се одговори на меѓународни нови состојби во кои што Европа расцепкана, ослабена, проблемче ваму, проблемче таму, може само проблеми да ја носи нејзе самата во вкупната конкурентност што треба
се искаже во однос на останатите сили економски пред се во светот. Да. Господине Халили, кога зборуваме за проблемот за името, во македонската јавност владе една перцепција дека албанците се индиферентни кон тој проблем. Верувам дека за таа перцепција придонесоа изјави на некои лидери на албански политички партии кои велеа тој проблем го ставаме на македонците, нек си го решат. Вие се разбира не можете да зборувате во името на сите албанци, но ги знаете, работите, ја знаете проблематиката. Кажете ми, дали е навистина така? Дали албанците се индиферентни кон овој проблем? Пред да се обидам да се осврнем на ово, би сакал неколку зборови за вашето прво прашање. Јас не знам што последно време изјавил Коција. Дали навистина изјавил така или не изјавил. Меѓутоа, пред почетокот на функционирањето на ова влада, Коција се изјави дека се работи само за проблем на деноминација на државата. И дека тоа нема врска со идентитетот. Тоа беа неговите зборови од прилика. Меѓутоа, јас знам што изјавил премиерот Заев. Изјавил дека во моментов не сум спремен да разговарам за идентитетски прашања, ако успеам да го цитирам дословно. Јавноста треба да знае дека прво прашање кај грците е промена на име на државата. А второ прашање исто се идентитетските прашања. И не треба да кажеме на јавноста да не, се работи само за името и проблемот е решлив. Може би тоа грците го ставили како двостепено, да стават по строги критериуми за преговарање, па после на крај да кажат дека ево, ние направиме компромис, идентитетските прашања ги оставаме на страна, само на името. Може би во ова антихизација кај нас има и некоја тактика, ево и ние сме направили нешто, ќе се повлечеме сега, ќе се откажеме од антихизација и ние правиме компромис, отстапка и се наоѓаме сега да го решиме проблемот со името. Така што грците прво и за земите членки на ЕУ и НАТО така се изјаснуваат. Ова е само проблем на име на државата. Тоа не е точно. В 2010 година таков печаток имаше и белгиската дипломатија. И сакале да ме убедат мене дека проблемот е кај вас, затоа што не сакате компромис. Идентитетските прашања не се во оптек. И ево, ние сме спремни, и многу држави така се изразиле, ние сме спремни со оглед на нашите добри врски што ги имаме со Грција, да посредуваме. И ние направивме една стратегија, така што Люк Либаут се сретна неколку пати со нашиот МНР Милошовски и со тогашниот премиер Груевски, убеден дека грците нема да поставуваат такви услови како што се јазикот, државјанството и ознаките на државата. После на крај и самите белгици се убедија дека проблемот е подлабок него што е само проблемот со името. Во однос на ово другото. Ние 93-4 година сме биле активно консултирани од меѓународната заедница по повод проблемот со името. Тогашната наша политичка платформа била во содејство со политичката платформа на Косово и во содејство со политичката платформа на Словенија и Хрватска, дека Република Македонија треба да се оддели од Југославија, да стане независна држава. Тоа е опција. И на Република Македонија, ние како албанци треба да ја даваме поддршка
државата да биде независна, да се отцепи од Југославија. И таа стратегија успеа. Ево, Република Македонија денеска е независна држава, Косово стана независна држава и таа јачина, војна јачина, војна сила се распадна и веќе ризиците по обстојување на другите држави сласна. Ние тогаш сме поставиле само еден услов, како најголема политичка партија на албанците во тоа време, движење, како што беше ПДП, за нас е прифатливо во поглед на идентитетот се што е прифатливо од нашите сограѓани македонци, го почитуваме нивниот идентитет, само имаме една изнимка. Идната држава во преговорите не сме да дојде до деноминацијата Словенска Република Македонија. И тој став и ден денеска не променен, истиот. Или она Славо Македонија. Или Славо Македонија. Тука ние сме биле децидни и мислам и дека и сите албански политички партии се децидни. Но ние го признаваме фактот дека македонскиот народ постои, тој е со нас, живее со нас, ние живееме со нив и нас не ни интересира грците како ќе ги викат тие луѓе кои велат дека ние сме македонци, имаме историја, имаме држава, имаме минато и така натаму. Што сакам да кажам дека ние сме блиски со нашите луѓе со кои живееме. Соседите се друга генерација и со нив треба да соработуваме. Меѓутоа, важно е да ги почитуваме ние нивните национални, верски, културни и јазични чувства и идентитети. Да. Господин Филипов, одиме со она една друга теза, која исто така актуелна. Бара регулација. Да, елаборација, се разбира. Бара поширока елаборација, бидејќи вакви ставови за прв пат слушам вака јавно од некого кажани, дека никој ги рекол и некаде, бидејќи јас сум присуствувал на многу разговори, никој досега не спомнал дека ќе преговара, затоа што тоа заврши 95-та година. Се гласаше еднаш во Обединените нации за кратенката на државата, за јазикот е одамна утврдено како се вика во сите учебници, во сите студии се внесена македонскиот јазик како посебен јазик, дека постои, тоа го докажував на некоја емисија, немам намера повторно, и за тие работи не може да се дискутира повеќе. Како ќе се дискутира за нешто? За дали е морето море или реката река. За тоа не може да се дискутира. Може да се дискутира како ќе ја викаме реката, евентуално. Ама реката е таа вода што тече и таа е таа. Дали ќе ја викаме Дунав или не знам како ја викале во римско време, тоа е друга работа. Значи, не сметам дека може да дојде воопшто таква дискусија, може би некој има намера, меѓутоа ниту стои во онај договор што го потпишевме 95-та тоа, ниту па некој јавно изразил до сега такво мислење дека понатаму треба до каде тогаш ќе оди тоа преговарање, договарање, до каде, кога ќе биде задоволна таа страна ако има такви некои аспирации, што треба тогаш уште повеќе се промени за да се прифати постојањето таа држава што е над нив, иако северно од нив, иако таа постои, одиме таму 300-400 илјади секое лето, луѓе живи со пасоши кои што ги ставаат во нивните апарати. Значи, материјално се завршува, формата не се признава, иако постои. Во воздухот нешто не се признава што е духовно. Значи, не би навлегувал толку, зашто не е никаде кажано, ако е тогаш предметот се усложува до безсвест и кипарското прашање многу мало, можеме слободно да го замрзнеме уште утре ова прашање тогаш, ова решавање. Да се замрзне за веки векова, за наредни 100 години, 200 години. Вие пак не ме разбравте. Премиерот рече, не сум спремен да разговарам за такви опции. Добро, го праша новинарите. Дали сте тоа што вие велите. Така да. Но парањето на грците постои. Ако вие не се соочили со тоа, не знам. Не, јас не сум се соочил со такво нешто. Сега имаме министар кој што беше толку време во таа комисија, тој белким знае што се барало до сега, така да од таа страна само тоа сакав да го кажам, дека за работи што веќе се обзнанени какви се, што постојат, тоа се материјални.
Нема смисла за нив повеќе да се дискутира и веќе еднаш гласано во Обединети нации, што ќе дискутираме повеќе за кратенките. Имаше во преговорите господине Филипов, кога исто така излегува неофицијални информации, значи не се сеќам точно која година беше, тоа беше пред 10 и повеќе години, кога се зборуваше за тоа дека постоеле некакви разговори како ќе биде запишан македонски јазик, например во Обединетите нации. Запишан е веќе, нема што да постои. Тој е запишан, кажував сега, нема смисла ако се требаше ќе дискутиравме за тоа. Не зборуваме дека Значи тоа е веќе запишан, си постои код, број, како се вика, како ќе се обележува, сето е тоа кажано и прифатено од сите лингвисти на светот. Да. Добро, ние воопшто не го спориме, ние Така, тука тоа како факт, туку само дали постои во преговорите, дали грците го бараат. Тоа не знам, не учествувам во тие преговори, да видат еве. Да. Мохамед вика дека постои, ако он. Јас не може да измислувам, затоа јас спомнав име на луѓе кои учествувале во тој процес. Не можам да измислувам, јас работот и тогаш има и одговорност за измислување. Добро, што е со онаа теза која исто така за која македонската влада мислам дека отворено вели дека се надева, а тоа е можноста да се влезе во НАТО без сега да се реши спорот, туку тој да се реши подоцна во некаква договорена етапа со Грција. Значи да се влезе под фиром, како што е пропишано во времената спогодба, а спорот да се реши после. Не знам како ќе биде модалитетот. Тоа би било многу добро, зашто за тоа постојат основи. Постои договор подпишан од двете страни, постои меѓународна одлука дека тој што не го испочитувал договорот погрешил и тоа би било еден убав чин од нашиот јужен сосед ако дозволи такво нешто, затоа што тој нема ништо да прекрши, всушност ќе се држи на тоа што е договорено. Тие велат дека не го дозволуваат, значи тие велат дека се против, но тука постои можност евентуално ако се создадат таква ситуација на теренот, постои можност зашто постојат сите основи за тоа и никој нема ништо да изгуби од тоа. Тоа е меѓународна организација, има во договорот пишува таму дека едната страна на другата нема да ја пречи во членство во меѓународни организации. Друго е Унија кај што е веќе тоа е територија скоро на многу заедништво има таму може да пречи во Европска унија. Меѓутоа НАТО е една меѓународна организација не толку цврста како што е Европска унија, која што гледаме треба да биде уште потцврста на новиот предлог на Макрон испратен до Меркел. Таа асоциација, односно унија сака да стане Соединените европски држави, што таму има некакво оправдување зашто се инсистира секоја земја да ги расчисти праводности. За во НАТО е тоа една меѓународна организација. Да. Како што и Обединети нации, како што ако се согласила веќе во Обединети нации, зашто не и овде? Да. Ќе продолжиме со ова прашање, но ми сигнализираа дека мора да направиме една кратка пауза за реклами и брзо ќе се вратиме во студиото. Останете со нашата програма. Да, се враќаме во студиото, дојдовме некако до господинот Халили. Господин Халили, за вас отприлика истото прашање. Верувате ли вие во можноста, особено поучени од искуството од Букурешт 2008-та,
кога Македонија не успеа да влезе под ФИРОМ после силните лобирања и па можеме да кажеме и притисоци на Соединетите Американски држави, верувате ли вие сега дека е таква опција можна, бидејќи како што кажав, очигледно е дека македонската влада и кажа дека се надеваат на таа опција, значи да влеземе под ФИРОМ, а името да се реши подоцна. Бидејќи грците, сакам повторно да кажам, отворено господинот Кодзијас неколку пати кажа дека тоа за нив не доаѓа во предвид. Па ако меѓународната заедница бара Македонија да биде правна држава и да владее правото тука кај нас, треба да го почитува и принципот правдата и правото да владее и во ЕУ и во НАТО. И согласно тоа, Грција има подпишано со нас билатерална спогодба, каде се обврзала дека нема да го попречи за членувањето на Република Македонија во меѓународните и регионални организации. Таа има подпишано тоа. Фактот што не го почитува подпишаното, тоа е друга работа. Ние не можеме, како Република, да ја натераме таа да го почитува тоа, но ЕУ и НАТО треба длабоко да размислуваат, да ја прават притисок некако на Грција, да ги прифаќа принципите на функционирањето на двете организации. Јас имам одвоени мислења. Мислам дека патот кон НАТО е побрз него патот кон ЕУ. Затоа што патот кон НАТО е поврзан со геополитички прашања. И јасно тоа Брайан Хојти го искажа на брифингот во Сенатот, Американскиот Сенат пред 5-6 месеци, мислам, за да се избегне влијанието на Русија во Република Македонија и на Балканот. Мора да се направи обид Македонија да биде дел од НАТО. Со тоа што досега не успеано, имаме унилатерална акција сега. Ево, САД ја имаме повеќе и повеќе присутна кај нас. Пример се последните војници американски што дојдоа на вежба во Криволак пред еден месец, мислам. И фактот што веднаш после Букурешт со САД подпишавме стратешки договор за соработка со САД и веќе откако влијанието на Русија се поттиснува понатаму, усилбите Република Македонија да биде дел од НАТО, затоа што практично е во структурите на НАТО. Учествуваме во овие сили, во тие сили, во Афганистан. Значи, ние практично сме во НАТО, а правно не сме. И мислам дека но сега прашањето за членувањето во НАТО има поголеми шанси да биде во, да не кажем многу брза иднина, но во блиска иднина. А за членувањето во ЕУ е еден потежок, подлав проблем, бидејќи тамо треба да ги исполниме и другите критериуми на демократија, правда, функционирање на правна држава, одвоена државата од партијата и така натаму. А со оглед дека во самитот на Букурешт имаме заклучок дека Република Македонија може да стане земја членка на НАТО и без самит, кога ќе се договорат заедно со Грција и ќе најдат заедничко прифатливо решение за името. Да. Премиерот Заев во говорот во Обединетите нации го спомна тоа, го спомнува реченци на секоја пресконференција министрот Димитров, тоа е договорот со Бугарија. Тие го истакнуваат тоа како позитивен пример на новата македонска политика кон соседите. Тоа исто така од аналитичарите се употребува како можен адут на Македонија во преговорите со Грција. Од друга страна, македонската опозиција сега представена преку ВМРО ДПМН вели дека договорот со Бугарија е штетен и дека тој всушност демонстрира слабост на македонската држава кон соседите, при што им се попушта, Македонија доаѓа во понижена позиција. Како вие гледате на ова нова политика кон соседите и мислите ли дека тоа може реално да влие и во споразумето?
може да биде еден адут плюс, еден аргумент плюс, дека сме ние флексибилни и подготвени за соработка. И тоа беше и целта на овој договор, не само заради Грција, туку и заради подобрување конечно на односите со соседна Бугарија. Бидејќи, знаете, да сме и 100, 200 и милион посто во право, кога сите околу нас, ако сме со сите околу нас во лоши односи, никој нема да ни верува дека сме ние ни 1% во право. Значи, мора некаде животот така е замислен, така функционира, со меѓусебна почит, заемна почит и толеранција. Значи, ние треба да покажеме некаде толеранција кон некого, некој треба кон нас да покаже толеранција, така постои светот. Ако ние се држиме круто на одредена позиција, ние можеме да се држиме така круто уште 100 години да не мрдаме од место. Значи, овој договор што го подпишавме со Бугарија, не гледам никакви негативни последици за Македонија, ниту сме покажале никаква слабост. Ние покажавме само кооперативност. Не изгубивме ништо, зашто и бугарската страна беше подготвена, сваќајќи дека нема што од тука да се прави фама од нешто што е сосема нормално. Тој договор можеби и не требаше да се покрене воопшто ако ние немавме некакви проблеми. Ги создававме делумно и сами, не само бугарската страна. Значи, ние се согласивме таму, договорот убаво го анализиравме на една емисија и јас го прочитав и други луѓе, не гледаме ништо што има таму штетно, напротив, сега имаме уште еден сојузник како што приличи на соседи, секаде. Не само во Европски парламент и секаде. Бугарија во договорот се врзува дека ќе ја помага Република Македонија и веќе има некои навестувања за движување напред на тие односи. Со Грција нешто сосема друго, зашто со Грција имаме негирање, тотално негирање. Еве, ако и ова точно, значи нема ни прифаќање тоа да се вика секој како што сака, туку некој наметнува некому да се вика и по дома да се крстува како што сака. Се шегувам, ама тоа се скоро невозможни работи и мислам дека ако е така, добро е ние да ги почнеме преговорите, дури и не мораме да ги почнеме, добро е да сме подготвени за влез во ЕУ. А тогаш е потребно тотално прегрупирање, преразмислување, нова стратегија воопшто како Македонија да се развива натаму. Одиме со уште едно кратко прашање за ова и потоа се префрлуваме и на Европската унија. Господине Халили, вие самиот ја кажавте генезата на проблемот. Сакам да ве прашам за она што се случи во односите со Србија. Значи, македонската влада, еве да речеме условно, не го затвори, туку го смири прашањето со Бугарија, се водат преговори со Грција, се обидува таму да се најде една поволна, позитивна клима, добрососедска, но одеднаш се створи проблем со Србија од нигде никаде, што би се рекло, да не се навраќаме на се, особено со повлекувањето на српската амбасада, за која денес не дознавме зошто се случи, значи српската страна никогаш не ги презентира тие докази кои вели дека ги има. Мислите ли дека и ова затегнување неочекувано на односите со Србија се случува поради вашата теза за влијанието на оската север-југ вија Москва? Не треба многу политичка филозофија. Ние веднаш после деблокирањето на кризата со Србија имавме еден заеднички состанок меѓу Грција, политички представници на Грција, Бугарија, без нас. И Србија, мислам, беше веднаш потоа. Србија и Грција. Без нас. Тоа значи дека се уште не се згаснате тие апетити. Но проблемот е што новата реформска влада веќе ги зема сите аргументи да ја деблокира работата, има признание од сите регионални организации, НАТО, ЕУ, од ООН, од сите релевантни политички структури во светот и ние сме сега во дипломатска предност во однос на Бугарија и во однос на посебно на Грција, бидејќи бугарите се изјасно кооперативни. И тоа беше една од пречките за незачленување на време на Република Македонија во ЕУ. И сега, во однос на тоа, јас мислам дека без оглед што од време на време ќе излегуваат такви наивни пречки што и самата
интелектуална структура во самата Србија ги нарече инфантилни, незреани колку што треба. Но и самиот факт дека тој проблем билатерално го решивме без интермедијација на другите, тоа беше една голема наша предност и тоа многу високо се цени ден денеска во светските политички кругови. Мислам дека од време на време ќе имаме пак такви искри. Ево, вчера читав една изјава на Вучич дека Македонија ни обеќала дека нема да гласа за прием на Косово во ЕУ, но зашто, например, Србија да не гласа за прием на Косово во Интерпол, кога Интерпол е безбедносна структура и безбедносна соработка во рамките на меѓународната полиција. Така што тие потези политички не треба да бидат од некаков инет, од тоа колку има добивка светскиот и европскиот мир и европската соработка. И со тоа ние го исполнивме принципот на Копенашките критериуми за регионална соработка. Да. Кога зборуваме за оние регионални геополитички околности, тука се разбира најголемото влијание кај нас. Може уште за овој момент. Да, Значи, ние исто разграничување на границата со Косово исто покажаме. Има уште еден аргумент дека ние кога постои основа сме спремни за кооперација. Или каде ќе била? Па тие остапија една површина еднаква на таа што ние остапивме и го решивме тоа прашање. Кога има две страни кои што сакаат да се реши прашањето се решава. Тоа го истакнуваме стално во разговорите, исто и овој договор со Бугарија. На онаа средба Вучич, Ципрас, на која што се приклучи и Борисов, пред една недела, можеби, не знам, беше Ципрас во Бугарија. Таму се договорија некои работи кои што всушност се откриваат средбата што била претходно таму. Значи, постои договор Европска Унија преку Романија со пруга преку Дунав да се и преку пристаништата Варна и Бургас во Бугарија да се поврзе со пристаништата Александрополус и Кавала во Грција. Значи ја заобиколуваат и Србија и Македонија. Да не мислиме дека сме ние многу јаки, дека сме стварно папакот на светот, па се мора преку нас да прејде. Значи, веројатно тоа го знаела српската страна и тоа беше сигурно некакво барање од страна на Србија. Што се случува сега? Зашто се заобиколува по кусиот прат, се оди по подолгиот? Може би токму заради тоа што тој регион кај нас уште се смета за недорешен, нестабилен. И тоа делува барем за мене од аспект на како бизнисмен, да речеме, посматрам ситуацијата, се заобиколува Србија и Македонија, се заобиколува и на крајот и зависноста од Турција. Дарданелите и Босфорот веќе не мора да се бараат дозволи на бродови кои што кидат од Црно море со некаква стока, па за да влезат во Егејско море, да ги поминат двата теснеци кои што ги регулира и со кои што управува Турција и кои што се на нејзина територија, туку ќе оди преку Романија или преку Дунав и преку пруга ќе се излезе директно на Егејско море. Значи, Европската Унија си развива инфраструктурата на нејзина територија. Сметам дека повеќе било за тоа муабет, отколку нешто што ќе биде тројцата се собрале заеднички да и наштетат на Македонија. Бидејќи ние не сме ни од Дунав, членки на тоа подунавските земји, може би немало потреба од наш представник таму. Ете, тоа е моје објаснување на тој состанок. Инаку, позадината после него не говори ништо дека некој се собрал за да ни наштети нам. Ситуацијата со Србија, што се случи, тоа е еден чин кој што би требало што побрзо се заборави. Гледам дека сите сватија дека е таков чин, бидејќи да не беше волку развиена сега мрежата телекомуникацијска и социјалните мрежи, повлекувањето на една амбасада потполно од една држава значи е рано на прекинат дипломатски односи, ако читате по учебниците на дипломатија. Меѓутоа тоа не се случи кај нас. Сепак разговара и премиерите, и председателот, и министрите, и таа работа се реши. Амбасадоре, токму вие рековте дека не реков дека да не наштетат, но да не заобиколуваат. Така. Затоа што тие можеле таа идеја да ја представат и на Вучич
и на Рама, и на Заев, и бидејќи во тек сега договарањето автопат од Приштина до Ниш и од Приштина до Албанија, може ли тие да разговарат коридорот до 10 да се поврзе преку Србија, Косово, Албанија? Кој ќе станат членки Србија, Косово и Албанија на ЕУ, тогаш ќе си размислува. Ама тие не се. А тоа може да биде по 20 години, а пругата им треба многу брзо, може. Да. Кога дојдовме до влијанието на Европската Унија, еден од главните настани таму се, разбира се, изборите во Германија кои завршеа победата на Меркел, повторната победа, но победа со доста помалку гласови отколку што очекуваше. Како ќе влијае тоа, нас не интересира, се разбира, врз Европа и она што нас не интересира, како тоа подоцна ќе се преслика и на Балканот и на Македонија, ведејќи се разбира главната поддршка за сите оние интеграции кои ги очекуваме треба да дојде од таму. Еве ако јас прв да зборувам, бидејќи сметам дека ја познавам ситуацијата, ја следам таму во Сојузна република Германија. Точно е дека победата на Меркел е пирова, вие новинарите така љубите да кажете пирова победа, точно е пирова победата, меѓутоа внимателните посматрачи не велат така, велат дека е тоа вистинска победа на Меркел, иако е со 8,5% понисок резултат од колку на претходните избори. Меѓутоа, ако се земе во обзир во каква констелација извојувана таа победа, во услови на постојан меѓународен притисок и домашен притисок, на прифаќање на бегалци и на мигранти, на луѓе кои што ги напуштаат своите огништа во една тешка ситуација, и потего што го направи, значи Германија, односно Меркел, со тоа што ги прифати најголем дел од бегалците од таа повеќе од колку сите останати земји во Европска Унија, покажува дека Германија не само што е силна економски и силна територијално или на научно или на културно или на не знам кое друго поле, туку таа е силна и на полето на, ајде го наречеме, на меѓународна емпатија со тие луѓе што страдаат. И Меркел многу доби, односно Германија, и несвесни се голем дел од овие германци што гласале за ова нова партија, дека всушност Германија доби во очите на светот со тој потек што го направи. Една Германија пред 70 години, кој што била стари трепети, кој што носи бреме на тој нацизам, на фашизам, сега станала земја во која што најголем број од сите тие бегалци сакаат да отидат. Значи, тотална промена на парадигмите на размислување за една земја. Оттаму тоа не е губиток за Меркел, затоа што е свесно направен тој губиток. Наједноставно можеби ќе беше таа да ги затвори границите и да каже како и некои други земји, па ние не примаме странци. Као да се странците од Марс, па дури и да се од Марс, ако постојат, ќе треба да ги примиш ако треба помош. Значи, затоа таа сепак доби една доверба да прави нова влада, иако нема да ја биде тешко, бидејќи наместо со еден обично разговараше само со СПД, сега ќе треба да разговара со две партии, со најверојатно со либералите и со зелените, и таму секој има свој желби, што замислува, како треба да работи таа влада. Нема да ја биде едноставно да состави владата, меѓутоа, знаете што во германскиот устав нема напишано за колку време после изборите премиерот, односно канцеларот, треба да состави влада. Оставено е тоа да биде доволно време, односно за да се состави стварно влада каква што треба да биде. Сметам дека нема да биде повеќе од 3 месеци, дека тие ќе имаат нова влада, која што ќе функционира, а и за времето додека нема да има нова влада, сигурно тој систем ќе функционира. Точно е дека е настаната се некои турбуленции. АФД представуваше една интерференца вкупно во политичкиот систем на Германија, една партија која што има драстично десно ориентирани цели на постигнување на цели на нивното движење. Сега ќе добие право тоа да го артикулира и во парламентот и пред целиот германски народ, дури и да бара промени на закони, инсистирање, формирање комисии, членување, постојано да го афирмира својот став. Меѓутоа, тоа е демократијата не е совршен систем, нема посовршен од него, ама не е совршен, и се случуваат и такви нешта, кои што па можеби ќе отрезнат дел од германските политичари за да се искористи тоа како една повратна врска, викаме ние во теоријата на автоматиката, која што ќе ги регулира почетните услови, да се поправи германското општество. Тоа Меркел го рече,
Во новата влада и со новото делување ние ќе настојуваме да анулираме ова предност што ја добија ваквите сили и да си ги повратиме гласачите. Да. Ова послаба победа на Меркел отколку што се очекуваше, јакнењето на екстремната десница, референдумот во Каталонија, Брекзит во Велика Британија се работи кои предизвикуваат турбуленции во Европа и тоа го користат доста опции тука во Македонија, но и на целиот Балкан, оние опции кои цело време заговараат дека Европската унија еве само што не се распаднала, дека е готово, дека тука треба ние да се свртиме кон некои други алтернативи, но верувате ли дека, господине Халили, дека сите овие проблеми кои реално постојат во Европската унија, проследено и со бранот на бегалци, можат да предизвикаат и намалено влијание на Европа, на Балканот и на Македонија? Јас сметам дека победата на Меркел е најголема досега затоа што токму победи европската опција на Меркел. Инако сите аналитичари пред една година предвидеа дека ова е крај на Меркел со оглед на бегалската криза и со оглед на платформата на Меркел и Германија да секоја земја сразмерно големината на земјата зема одреден број на бегалци. И таа Меркел храбро отиде кон нејзината опција, иако веднаш после тоа во нова година таа доби лош бекграунд затоа што бегалците, некои од несовестите бегалци има криминалистички афери со германците. Токму растењето на бранот на шовинистичките сили во овие земји со победата на Меркел, иако се зголеми веќе нешто бројот на националистичките сили во Германија, покажа дека и победата на Макрон во Франција покажа дека се уште во Европа владеат прогресивните сили. И тоа е надежта на Европа. Тие референдуми од типот на Каталонија и другите држави, тоа не се зема трагично во тие земји, затоа што референдумот е глас на народот. Иако Уставниот суд на Шпанија сега даде негативно мислење, но е факт дека Каталонија постои како независен регион. Сега ќе размислуваат шпанците што нешто да придонесува за каталонците да добие уште повисока автономија. Такви кризи имавме во Белгија ние 2010 година и кога се изгледаше дека невозможно, белгиците по 7 пат направија реформи на нивниот систем. И ево сега, после 35 години, мислам, пред 8 години, првиот франкофонец повторно стана премиер на државата. И тие сили франкофонски со фландриските сили успешно соработуваат во иста држава, но со реформиран политички и судски систем. Но, значи, не ми одговоривте на прашањето, ќе успеат ли сите овие процеси да ја дефокусираат Европа од формирањето на силна надворешна политика, што е очигледно дека сакаат да го направат, бидејќи се повеќе Германија рече дека еден од главните приоритети ќе биде создавање на европска армија во идниот период. Мислите ли дека Европа ќе може да создаде силна надворешна политика или со други зборови она што одамна се зборува од економски джин да стане и политички джин? Тоа е тешко, затоа што земјите членки на Унијата имат нивни собствени проблеми по однос на некои прашања. Европската Унија не успеела да создаде заедничка надворешна и безбедносна политика од причина што има различитост на интереси во рамките на Европската Унија. Затоа имаме две политики. Тоа е што е стандард надворешна политика на Европска Унија и
земите членки можат по одредено прашање да имат своја собствена надворешна политика. Например, Словакија не го признава Косово, некоја друга држава едно друго прашање. Дали ќе дојде тоа за навистина создавање на заедничка надворешна и безбедносна политика, за сега е тешко, иако контурите се ставени веќе. Многу години однапред, веќе скоро од декларацијата меѓу Ширак и Блер, мислам дека повеќе од 10 години има. Но ако успее Европската Унија да ги преброди овие кризи, таа или мора да создаде заедничка надворешна и безбедносна политика, или веќе ќе изнајдат еден друг модел што ќе биде прифатлив и кохабитационен меѓу нив. За сега тие се обидуваат, не се многу успешни во тоа, од причина што некои земји членки на Унијата се и земји членки на НАТО и се дуплира тој систем на безбедносна политика. Но сепак тоа што Трамп го рече, НАТО да, но со зголемување на финансиите. Оти не може безбедносна структура да се направи без финансии. Да. Евидентно е јакнењето на десните, на екстремните сили во целата Европа, иако, како што кажа господин Халили, победи Макрон, сепак и француската десница на Марин Ле Пен е се посилна, овој подем на АФД во Германија ги изненади сите. Тука е она константна политика на Орбан, која цело време се зборува во Европската Унија. Значи, таа десница, гласот на десницата е се посилен. Мислите ли дека може да дојде во ситуација повторно Унијата да интервенира како што интервенираше во Австрија, кога Хајдер стана премиер, па Австрија дури беше ставена и под санкции? Може ли да дојде повторно до таква некоја слична која држава сега? Ситуација, па еве да речеме, ако дојде Унгарија, Полска, мислите? Да. Ја мислам нема да дојде до толку, бидејќи веќе имаат еден пример. Меѓутоа, ако смислата на заедништвото, Европска Унија мора да направи поголема кохезија меѓу државите, зашто тогаш дури може да исчезне ако не се обединува. Единствено не може да дојде веднаш до формирање, според мене, на овие заеднички безбедности сили, зашто тука колку што поддржува, толку и се противи. Соединените американски држави се противат против таква една сила, бидејќи тогаш НАТО сојузот би требало да се растури, бидејќи во НАТО не се само американски, не се само европски држави, таму е и Канада, да речеме, нели? Би станало непотребен ова тло тука. Многу посигурно е заедничка, значи, финансиска унија и заедничка политичка унија, финансиска унија и веројатно надворешна политика заедничка. Тие три први министерства би биле некакви формирани, бидејќи гледаме дека едноставно Европа тоа мора да го направи заради себе, заради самите земји што се членки во НАТО. Бидејќи тие се во еден поврзан организам, а тој организам сега има многу повеќе напрегања што треба да ги трпи од нови сили кои што се појаваат на финансискиот и политичкиот свет во целина, земајќи ја земјината топка, од Кина до Индија, гледаме дури сили воени нови се појавуваат, можеби некој ќе занемари, меѓутоа не е занемарувањето на Кореја, некои нови пречки се случуваат, има и други сили што сакаат да развијат своји нуклеарни системи и така натаму, значи бидејќи меѓутоа НАТО системот тоа го гарантира, бидејќи Европа е сето фатена и затоа е можно такво некакво министерство да биде задоснато. А финансиска унија, таа ќе треба што побрзо се формира, не се само доволни овие земји сега кои што се членки на еврозоната, иако овие десни сили што вие ги викате како АФД инсистира Германија да не дава веќе никакви пари за Грција или за некоја друга земја што ќе биде во криза. Ама тоа е надвор од рамките на Европска унија, бидејќи се договорени и земјите на еврозоната, договорени се да се помагаат едни со други. Затоа се формира таа унија. Кога е на едниот му е тешко да му помогне на другиот.
И тие сили, ако велите вие дека толку одат напред, не е точно. Ако одеа напред, ќе победуваа на избори, меѓутоа не победија на ниедни избори, нити во Холандија, нити во Франција, нити во Шпанија. Еве во Германија се појави тоа, ама сепак тоа само 13%. Тоа се вистински десни сили. Оние други десни сили, ја не ги сметам толку за десни, например. Дури и ЦДУ, ЦСУ во Германија, тоа не е веќе класична десница некаква. Тоа е веќе повеќе, сите се во обзир на социјалната грижа, скоро сите имаат заедничка, единствена политика. Господине Филипов, господине Халили, ви благодарам за учеството во оваа емисија. Почитувани гледачи, вие следевте уште една анализа на телевизија 24. Останете со нашата програма и ви благодариме на довербата и вниманието. Благодариме.